Фирмата Nido Global Textile од Кочани го прослави својот 5-годишен јубилеј. 5 години упорна работа и труд, која што на крајот се исплатува, благодарение на креативните и способни менаџери кои што ја раководат фирмата на најдобар можен начин. Станува збор за холандска инвестиција за производство на навлаки за мебел, а своето 5-годишно постоење го прослави на дамот кај селото Бели, каде што присуствуваа сите вработени, како и најблиските на менаџерите и нивните соработници. На свеченоста присуствуваше и собственикот, холанѓанецот Рудолф ван Еден, кој што беше изненаден од целата организација на менаџерите Сања и Кира Ѓоргиевски, кои што се потрудиле овој значајн јубилеј да го одбележат на достоен начин. Освен што јавно се заблагодарија едни на други за досегашната доверба и соработка, тие меѓусебно си разменија и подароци. Собственикот Рудолф ван Еден истакна дека чести задоволство му е што има вакви менаџери, што фирмата ја водат кон брз развој, а се препознава квалитетот и посветеноста во работењето. Менаџерите Сања и Кира Ѓоргиевски исто така му се заблагодарија на собственикот за досегашната дадена доверба, тие да ја менаџираат фирмата. Ние денес одбележуваме 5 години од постоењето на нашата фирма. Пред 5 години започнавме со многу мал број на луѓе, но еве сега достигнавме дури 62 и сме горди на нашето постоење. Заради тоа овие 5 години може звучат малку, но за нас е многу и многу нормално сакаме да ни бидат многу повеќе, па и 50, да доживееме многу повеќе години заедно, да напредуваме и нормално да ги цениме семејните вредности. Нашата фирма е холандска инвестиција, газдата е господинот Ролф ван Еден од Холандија. Ние шиеме навлаки, прикривачи, да кажеме, за маси и столици, најмногу за извоз, каде што, нели, најмногу имаме дојдено тука во Македонија, има дојдено луѓето, заради тоа што сме ние, да кажеме така, љубезен народ и многу вреден пред се, и заради тоа сме тука и сакаме да бидеме уште поуспешни. Менаџерите Ѓоргиевски се потрудиле 5-годишниот јубилеј да го одбележат на креативен и интересен начин, со забава како за возрастните, така и за децата со кловнови и реквизити за игра на најмалите, како и лотарија со награди. Музика во живо, со ора и песни, караоке, кетеринг услуга се славеше во прекрасната природа, а вистинско изненадување беа и фолклористите од културно-медичкото друштво Руен од Кочани, кои што пред присутните изведоа не само препознатливи ора и песни од осоговскиот крај, туку и обичај, така наречен погагија, на кој што никој не остана рамнодушен. На крај собствениците и менаџерите на раководителот на културно-медичкото друштво Руен Тихомир Алексов за досегашната искрена соработка во изминативе 5 години му врачи вредносен бон од 500 евра. Културно-медичкото друштво Руен средствата ќе ги искористи за патување и турнија, а со тоа и представување на македонскиот фолклор во странство, со оветување дека ќе патуваат и ќе остварат заедничка турнија и со менаџерите на Nido Global Textile, со цел да можат да ги представат своите производи и на пазарите ширум светот. Забавата за одбележување на јубилејот продолжи до доцните попладневни часови со музика, песни и ора и заедничко дружење, така што така наречениот семеен ден представуваше освежување за сите вработени и присутни.